Во понеделник, на 2 дена пред истекот на дополнителниот рок за донесување на изборниот законник, најавено е дека Левица ќе иницира средба. Како што е познато, владеачките партии на средбата на координаторите која се одржа во вторникот, им предложија на опозиционерите да постигнат договор за новото решение, вклучително и за гласање на дијаспората, и дека тие ќе прифатат се што ќе предложат. Денеска тие повторно со повик да се усогласат и да ја забрзаат динамиката за да се фати последниот момент на исполнување и на 10-тиот чекор од реформската агенда. База, платформа на целото ова кое што ние го зборувавме, за кое што да потсетам било прифатено, е дека до 30.9.2028 година телото кое што е надлежно за спроведување на избори, Државната изборна комисија, ќе го утврди начинот и сите овие прашања кои што тие ги поставуваат на пресконференцијата ве биле надминати и решени. Дали за електронско, дали за поштенско гласање, сето тоа нека го договори ДИК до 30.9.2028 година. Сето она кое што смета опозицијата дека би било лоша практика, нема да го прифатим. Оставаме на нив. Нека го направат тоа, нека го напишат во пречистен текст на закон, нека го донесат и ние го прифаќаме. Од Албанската лига инсистираат да има гласање на дијаспората, во спротивно најавија дека тие ќе го блокираат законот. За време на месечните состаноци меѓу партиите за изборниот законник, Албанската лига имаше свои предлози за изборни единици, за моделот на финансирање и за многу други прашања, но ние бевме во функција на консензус. Она од што не се откажуваме е можноста дијаспората да гласа на локалните избори, толку едноставно. Доколку ова не се овозможи, ќе продолжиме да го блокираме законот потпишан од некои партии. Опозицијската СДСМ повтори дека сето ова е обид на Мицкоски за изборни манипулации, а дијаспората вела тие имаат право да гласаат со постојниот модел. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Електронското гласање без контрола или гласањето преку пошта без соодветни гаранции е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. И еврокомесарката Марта Кос на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски во владата ги повика партиите да постигнат заеднички договор за изборниот законник и да го изгласаат во собранието.